Ние сме 15 задругари, от кои 9 мъжи и 6 жени. Просечна старост е 42 години. Имаме и по-стари задругари, но имаме и доста млади, кои са и под 30 години. Се занимаваме со пчеларство, производи от пчелите, и тоа претежно мед и други пчелни производи. Тоа се млеч, прополис и во најава е производство и на пчелин отров. Имаме одобрен проект од Европска унија. Вкупниот износ на идејата, на бизнис идејата е 80.000 евра, од кои 25% финансираме ние, задругарите, а останатите 75% ги финансира Европска унија преку КЕР Германија, Луксембург и МРФП. Имаме во план да направиме објект кој веќе е во градба и е во завршна фаза, 90% е веќе завршен. Ќе имаме внатре дел каде што ќе се произведува инвертен сируп, ќе произведуваме восочни основи и ќе произведуваме медно-шекерни погачи за зимска прихрана на пчелите. Исто така поддржано од нашите донатори е фотоволтаичен систем за напојување со електрична енергија од 3 киловати. Имаме и набавка на опрема за собирање пчелин отров. Основна дејност е наводнувањето. Сега планираме да ја прошириме самата дејност, така да направиме ладилник со капацитет од 170 тона и планираме да ладиме и да откупуваме и да препродаваме производи. До израба на овој ладилник успеавме со аплицирање до КЕР и Македонската развојна фондација, која ни помогнаа, смогнавме сили, аплициравме и добивме грант од 127.000 евра, од кои со кофинансирање, значи 63% се нивни, 36% нашо кофинансирање. Ваков тип на ладилник не е само за ладење, него има и дополнителни опреми со росовачи, со ионизатори, со вратачи на воздух. Во тек е постапката за таа дополнителна опрема со калибратори, со паковачи. Проектот е финансиран од Европската унија, меѓутоа имплементиран преку КЕР програмата и Македонската фондација за развој на предпријатија. Изнесува околу 80.000 евра, од кои што кофинансирање, односно учество на нашата задруга е околу 32%. Истиот предвидува, односно веќе и набавката е направена на 12 лактофризери во различна големина, цистерна за транспорт на млеко, како и криоскоп. Уште од набавката останата е набавка на високостелни јуници и кози. Истите ќе бидат доделени на нашите фармери, односно членовите на нашата задруга, како и исто така лактофризерите се поделени по сточарите во кои што тие го чуваат млекото.